Да се вклучуваме од околината на Струмица, поточно се наоѓаме во атарот на општина Василево. Позади мене се токму оние полиња каде што изминативе неколку дена имаше најсилен врнеж од дожд и град и се нанесоа огромни штети на посевите, на оние култури кои што се засадени на отворено, но и на пластениците. Исто така има големи штети и на лозовите насади во оваа општина. Невремето, како што велат земјоделците, траело кратко, само 15 до 20 минути, но штетите се огромни. Од она што успеавме да го дознаеме минувајќи низ овие населени места изминатите денови, земјоделците сведочат дека секое семејство е оштетено со по илјадници евра од загубената реколта или од уништените пластеници. Да ги слушнеме изјавите на струмичките градинари. Сите најломи се катастрофа, издупчени. 5-6 илјади најмалку штета имаме од најлом. Ту се од отворено зелка што имаме теа. 2-3 илјади евра и теа. Това е, нема што. Разочарани ли се еве? Многу. Народот гледате што е. Денеска сите менат најломи на бараките. Значи нема евро това, ако заврне дошт па натреке. Хлеба, вода и ништо. Најломе, зелкено отворено, што има всичко штета. Големи штети имаате луѓето? Да. Во пари? Многу големи пари, не имам 80 фоли, сите не се сокапани. Има 20 зелкено отворено, сите не се сокапани. Всичко. Јас бех на другата нива, таму имам 2 декара балборо сорта, още не сум скинал толку из. Ломе е исто така. Голема штета во пари, колку сте оштетени? Ми не, сега да кажем, сега е негде околу 30 динара. Јас таму ќе наберам негде околу 15 тона. 15 тона по 30 е 6-7 милиарди евра. Плюс това. А полиите? Полиите не говорам, това си башка. Халата ми цела здраво најлома, мислам. Као удари, лом стана всичко. До сега такво нешто не е било. Најломо, тавано шо дупло најломо, натра преку него, од гора преку дупло најлом, френката уштетена, доле подземната има и френка. Очекувате ли да дојдат од општинската заедница комисии, да се процени, да се види, да споделите? Ние може да очекуваме, ама некој ќе зема, некој нема да зема. Те што се најмногу уштетени не земат. А те што се најмалку уштетени тие земат. А треба да се излезе? Треба да се излезе на терен, да се види се. Ако дадат, ако не дадат. Колку штета имате? Сте направивте ли синоќа дома една груба проценка? Колку сте оштетени? 20.000 евра сме оштетени. Може и повеќе, ама груба проценка 20.000 евра лично. Најломо е оштетен, има и домати оштетено, зелкано отворено и това е се оштетено. Штетата е голема. Вие исто така можеби сте размислувале какви штети имате во буџетот од ова невреме? Во буџетот негде некои 10.000 евра има штета направена. Да, тоа беа сведоштвата на земјоделците од струмичките села Пиперево, Хамзали, Василево, кои што сведочат дека имаат огромни штети од силното невреме. А од општина Василево информираат дека се формирани комисии за проценка на штетите и ги повикуваат граѓаните да поднесат пријави за посета на нивните поседи и за проценка на штетите. Се разбира дека ќе имаат временски период во кој што ќе може да го направат тоа, имено ќе може да се поднесуваат пријави од петокот, односно од 9 мај па се до 20 мај. А од општина Василево велат дека комисијата ќе излезе на проценка веќе следните денови по пристигнатите први пријави од земјоделците. За сега тоа е она што го имаме од Струмица студио.